Најново издание на регионалните вести последно за оваа работна недела. Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор во Тетово ќе гради така наречени социјални станови, како и стамбени единици за комерцијална продажба. Денес во Тетовската подружница се организираше отворен ден. Големата побарувачка за станови во Тетово е причината и акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени и деловен простор да размислува за градење на нови стамбени единици за слободна продажба. Идејата ќе се реализира со оглед на тоа што друштвото има градежна парцела во државна сопственост. Сме во тек за изградба на комерцијални станови, кои што имаме локација. Се уште не би можел да зборам точно за локацијата, но имаме локација која што е од атрактивен карактер и сметам дека ќе нашето акционерско друштво во периодот кој што следи направи истражување да видиме какви се побарувањата во Тетово за овие комерцијални станови. Нашите првични сознанија зборуваат дека потребите на граѓаните во Тетово се големи за стамбена површина, така да и нашето акционерско друштво ќе се одлучи за изградба на една комерцијална зграда тука во Тетово, која што ќе биде на атрактивна локација. Така наречените социјални станови се во изградба во Гостивар, додека за Тетово треба дополнително да се определи локација и намена. Дадениот момент градиме социјална зграда, значи од 77 станови кои што веќе сме во напредна фаза и очекуваме дека пред истекот на динамиката или рокот кој што е предвиден за изградба да ја предадиме во употреба, поточно да му ја дадиме на граѓаните од Гостивар. Видени се изградба на социјални станови, но реков тоа треба да видиме во текот на наредната година во програмата кога и како би отпочнале со градба на одредени социјални станови во Тетово. Директорот на акционерското друштво денес во Тетовската подружница директно одговараше на прашањата на граѓаните во рамки на отворениот ден. Ромите од Гостиварскиот регион преку посебна канцеларија ќе добиваат бесплатни совети и помош врзани околу остварувањата на нивните права од областа на здравствената заштита. Канцеларијата ја отвори Асоцијацијата за демократски развој на ромите Сонце од Тетово. Ромската популација од Гостиварскиот регион одсега има можност да добие стручна бесплатна помош за своите права од здравствена заштита и осигурување, како и за полесен пристап до установите што пружаат медицинска помош. Сето тоа ќе се остварува преку посебна канцеларија, што Асоцијацијата за демократски развој на ромите Сонце од Тетово денес ја отвори во Гостивар. Активноста е дел од програмата Секој има право на здравствена заштита во склоп на проект за правно описменување на ромите. Многу статистички информации и многу истражувања покажуваат дека на генерално ниво здравствената состојба на ромската популација е во полоша состојба за разлика со останатите народи и тоа знаеме се должи на големиот проблем, на голем број проблеми со кои се соочува ромската популација и токму затоа наша цел, наша визија и мисија преку оваа канцеларија е да овозможиме да се подобри здравствената состојба на ромската популација преку нудење на параправна помош во која влегува припрема на документи доколку имаат потреба, администрација и сите тие потребни административни процедури кои се неопходни за да еден осигурени ги има и да му биде полесен пристапот до здравствениот систем, а од друга страна јас како доктор делувам превентивно со давање на совети, со превентивна медицина со цел да се подобри состојбата. Освен помош и совети за оние што ќе се обратат директно во канцеларијата, невладината Сонце во Гостивар ќе врши и теренски посети на ромски семејства, за да ги детектира здравствените проблеми и да делува на нивно надминување. Ние исто така нашиот тим и на волонтери излегуваат на терен, ја согледуваме здравствената состојба и овозможуваме да биде подостапен пристапот на здравствените услуги. Да речеме, во оној момент каде што ќе увидиме дека голем број од децата не се вакцинирани, посредуваме со здравствениот дом да тоа во неделата на имунизација се среди. Или доколку увидиме дека се работи за некоја средина каде што постои потенцијална можност за заразни заболувања, тогаш делуваме и на тој начин. Значи, всушност да заокружам, нашата цел е да ја подобриме здравствената состојба на ромската популација во Гостивар. На отварањето на канцеларијата на Сонце во Гостивар пред присутните се обрати извршниот директор на Асоцијацијата Ферди Исмаили. Визијата и мисијата на Сонце кој придонесува кон развој на ромската заедница преку директна
поддршка за стапување, лобирање и градење на капацитетите на ромската заедница и ги зајакнува капацитетите на ромите да можат да учествуваат на политиките на системот на државата на локално и национално ниво, како и да ги застапуваат интересите на ромите во Република Македонија. Меѓу другото, ние работиме и на програма за образование и култура на млади, имаме програма за локална соработка, програма за вработување и во областа на домување. Значи ги опфаќаме сите сегменти која Националната стратегија за роми 2014-2020 е одобрена од страна на владата на Република Македонија. Ние работиме во сите 4 сегменти. Канцеларијата, која се наоѓа на улицата 29 ноември зад општинската зграда, ќе работи секојдневно за заинтересираните кои имаат потреба од совет или информација. Трета недела поред родители и други граѓани со протестен собир го искажуваат својот револт поради постојаната опасност по безбедноста на учениците кои посетуваат настава во објектот на основното училиште Братство Миѓеника и спортскиот центар во Тетово. И вчера граѓаните протестираа од крстосницата на улиците Благоја Тоска и Борис Кидрич па се до училиштето. Ова е проблем што се влече со години. Ние како загрижени родители мора да реагираме. Значи тука од страна на пералната се завземени и тротоарите, место каде што треба да поминуваат децата. И сега децата на место по тротоарите поминуваат по патот каде што треба да поминуваат возилата. Сега сите знаеме дека баш тој период кога се пуштаат децата, многу е фреквентна оваа улица и има премногу возила. И сега ние како родители мора секој ден да доаѓаме да ги земаме децата затоа што не можеш да пуштиш детето да поминува по патот каде што се движат многу возила, плюс и многу голема раскрсница е тука. Се надевам што побрзо дека ќе се реши овој проблем и апелирам до локалната власт на чело со градоначалничката да го реши овој проблем. Подобре порано да се реши и да не се чека многу, не дај Боже може нешто да се случи, па после да се решава, значи подобре да се превенција да се направи, отколку после да не дај Боже да се случи нешто, па после да се тражи чарет. Тетовец пријавил физички напад од неколку лица. Полицијата го расветлува случајот. 30-годишен тетовец вчера вечер пријавил дека околу 20 часот и 40 минути движејќи се пешки по улицата Јана во Тетово бил физички нападнат од неколку непознати лица. Без повод и причина, според неговото кажување, непознатите најпрво со тврд предмет и потоа со тупаници почнале да го удираат по главата и телото, од што паднал на бетонската подлога. Додека тие веднаш се оддалечиле од местото. Поради задобиените повреди, тетовецот се упатил во Тетовската клиничка болница за да му се укаже лекарска помош, пошто го пријавил физичкиот напад. Се преземаат мерки и активности за расветлување на пријавеното и за откривање на сторителите. Вчера околу Пладне на регионалниот пат Тетово-Јажинце во Тијарце се случила сообраќајна незгода со учество на две патнички возила. Голф со тетовски регистарски таблици управуван од 43 годишникот Слатино и Опел Астра исто така со тетовски таблици што го управувал 24 годишникот Тијарце. Во незгодата, односно судирот, возачот на голфот добил телесни повреди, пренесен и задржан во Тетовската клиничка болница за натамошно лекување. Извршен е комплетен увид и се утврдува причината за несреќата и околностите во кои се случила, додека вкупната материјална штета се проценува на 80.000 денари. Тимот од обвинители и истражители на специјалното јавно обвинителство речиси е при крај со обезбедување на службената документација од Управата за безбедност и контраразузнавање за сите издадени мерки и на книгите за евиденција на мерките. Дознаваме неофицијално. Обвинителите и истражителите на СЈО на смени изминатата ноќ ја поминаа во просториите на УБК и според наши информации досега го добиле најголемиот дел од податоците кои се броевите што биле предмет на следење на комуникациите. 20 администратори кои ги чекаше СЈО да се вратат од странство веќе се во УБК и се очекува да соработуваат во обезбедувањето на доказите кои СЈО ги бара со судска наредба. Единствено се чека експертот од Ериксон, компанијата која што е производител на опремата за прислушување.
Во текот на вчерашниот ден до Основниот суд Скопје 1 Скопје во врска со истрагата во предметот тендери, поднесен е предлог за определување мерки за предпазливост за две осомничени лица, со кој е побарано од судот осомничените лица да се јавуваат еднаш неделно, секој вторник во 10 часот кај определено службено лице во Основниот суд Скопје 1. Воедно за двете осомничени лица е побарано и определување на мерка предпазливост од земање на патна исправа поради постоење на околности кои упатуваат на опасност од бегство, се вели во соопштението на СЈО. Кривичниот суд денеска соопшти дека предлогот на специјалното јавно обвинителство за определување мерки за предпазливост е распореден кај судија на претходна постапка, кој треба да ги повика лицата на кои се однесува предлогот за да се произнесат во врска со него. Министерството за внатрешни работи по Платнево соопшти дека поднело 2 прекршочни пријави против лицето 32 годишниот КП од Скопје, кој вчера физички го нападна новинарот на Телма Павле Беловски пред зградата на МВР. На 20.10.2016 година, околу 21:20 часот во Скопје, на улица Димче Мирчев пред главната капија на Министерството за внатрешни работи, 29-годишниот БП од Скопје, вработен како новинар во телевизија Телма, бил физички нападнат од страна на 32-годишниот КП од Скопје, при што повеќе пати бил удиран со раце и нозе во пределот на главата и телото и му биле нанесени видливи повреди. КП бил приведен во полициската станица Он Центар и по целосно расчистување на случајот поднесени му се прекршочни пријави по член 6 и член 12 од Законот за прекршоците против јавниот ред и мир, се вели во соопштението на МВР. Есенските дождови го зголемуваат ризикот од сообраќајни незгоди. Од СВР Тетово со апел до возачите за поголема внимателност. Есенските дождови, кои во наредниот период најверојатно ќе бидат почести и пообилни, покрај другото причинуваат влажни коловози и отежнато движење на возилата, особено на високопланинските патишта во Полог и пред се по долината на Радика, најчесто доцна навечер и во раните магловити утрински часови. А доколку позначително се спуштат и температурите, на овие патишта можна е појава и на голомразица, но и одрони од камења кои дополнително го зголемуваат ризикот за случување сообраќајни несреќи. Поради ова секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите да бидат крајно внимателни, посебно ако патуваат кон стража, Маврово или Попова шапка, и да ја прилагодат брзината според условите на патот. На возачите им се советува исто така навреме да ја проверат техничката исправност на нивните возила, пред се на сопирачките и уредите за управување. Ова најмногу се однесува на лицата кои вршат јавен превоз на патници со автобуси и комбиња, кои неретко забораваат да го направат тоа, па дури и седнуваат зад волан под дејство на алкохол. Без возачки дозволи, неподготвени или изморени. Полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово ќе продолжат со засилени контролни активности во чие средиште ќе биде техничката исправност, односно неисправност на возилата, како и брзината со која се движат во и надвор од населените места. Технички неисправните ќе се исклучуваат од сообраќај и ќе следуваат соодветни поднесоци, како и за пребрзите и алкохолизираните возачи. Гостиварката Слаđana Брезовска во сабота ќе промовира својата втора збирка поезија под наслов Бесмртно. Стихозбирката Бесмртно од поетесата Слаđana Брезовска утре вечер, сабота 22 октомври, ќе биде промовирана пред гостиварската публика. Во книгата, која е второ дело на Брезовска, се офатени 50 песни со животот и љубовта како главен мотив. Рецензентот Евтим Клетников за стиховите во збирката пишува: поетесата и се доверува пред се на емоцијата, на јазикот на срцето и душата, на она што се нарекува лирски сок на секоја интимистичка интроспективна поезија, каква што е во основа нејзината поезија. Тоа е така од првиот до засега последниот нејзин напишан стих. Една емотивна, импулсивна лирика на една екстатична душа, која сака да ги изнесе на брегот на песната најдрагоцените бранови на срцето што чука во ритмот на животот, сватен како бесмртност. Стихозбирката Бесмртно беше наградена со трета награда на конкурсот за поетска збирка Велешки книжевни средби на клубот на писатели Коста Солев Рацин од Велес. Промоцијата ќе се одржи во Пица бар Пијано во Гостивар со почеток во 19 часот.
Фудбалскиот клуб Тетекс во рамки на 9-тото коло од втората фудбалска лига утре ќе го пречека тимот на Евромилк од Скопје. Надпреварот се игра на игралиштето на Агенцијата за млади и спорт на спортскиот центар утре сабота 22 октомври со почеток во 14:30. Секако дека се подготвуваме за надпреварот, за многу важниот надпревар што не чека со Евромилк. Се работи за доста квалитетен противник. А во спротивно бодовите ни се многу потребни во овој момент затоа што сме во долниот дел на табелата, поточно на последното место и доколку сакаме да стоиме подобро на табелата, утрешниот надпревар е добра прилика за тоа да освоиме 3 бода, меѓутоа не очекува многу тежок надпревар со оглед на фактот затоа што во екипата на Тетекс има доста повредени фудбалери и уште не се знае кој ќе настапи на утрешниот надпревар. Барњачевски нема да може, Игор Савевски нема да може, а Бетин Мифтари нема да може. Тие ни се едни од поквалитетните, подобрите играчи. Меѓутоа, тоа што тоа е, нас бодовите ни се неопходни, ќе дадеме максимум, спремни сме за такво нешто, колку тоа ќе биде доволно да се победи, ќе каже утрешниот надпревар. И публиката би било добро да дојде во што поголем број, затоа што важен е овој надпревар за фудбалскиот клуб Тетекс. Европските лидери ветија побрзо депортирање на мигрантите и засилување на граничната контрола за да не се дозволи во Европската унија да влезат луѓе кои не одговараат на критериумите за азил. Претседателите и премиери на 28 држави членки соопштија во декларација дека треба да се зголеми бројот на луѓе кои се враќаат во државите од кои тргнале, особено во Африка, и да се забрза враќањето на мигрантите од грчките острови во Турција. Тие најавија дека новиот систем за проверки треба да биде завршен до крајот на годината. Лидерите сакаат да биде постигнат и напредок на системот, што дава можност за претходно вршење проверки за безбедност на луѓе кои имаат право за безвизно патување и евентуално да им се забрани влегување во Шенген зоната. Во првиот ден од средбата на високо ниво на Европската унија било договорено да се активираат напорите за ограничување на нелегалната имиграција од африкански држави. Покрај прашањето за миграцијата, лидерите се осврна и на состојбата во Сирија. Вооружени бунтовници денеска нападнале полициска станица во ирачкиот град Киркук, а борбите се уште траат. Според очевидци во градот се слушнале неколку експлозии како истрели од огнено оружје. За сега нема извештаи за жртви. Исламска држава презела одговорност за нападот и од незините припадници доаѓаат од неколку правци. Напаѓачи упаднали во градското собрание, а зазеле и хотел. Повикувајќи се на новинската агенција Рудај, Раша Тудеј јавува дека борците на Исламската држава наводно упаднале во куќи, џамии и во градинки во Киркук и држат цивили како заложници. Во градот е воведен полициски час. Нападот е изведен на почетокот на големата офанзива на ирачката војска за ослободување на градот Мусул од Исламската држава. Киркук е град богат со нафта и е на околу 290 километри од главниот град Багдад. Силен земјотрес во западна Јапонија денес предизвикал материјална штета и го прекинал снабдувањето со електрична енергија, но нема посериозни последици, јавуваат јапонските медиуми. Најмалку 7 лица биле повредени, од кои едно посериозно. Јапонската метеоролошка агенција соопшти дека епицентарот на земјотресот со јачина од 6,6 степени по Рихтер бил во префектурата Тотори на брегот на Јапонското море. Епицентарот бил на релативно мала длабочина од 11 километри. Плитките земјотреси вообичаено предизвикуваат поголема штета, но денешната била или мала или локализирана. Се тресеше прилично жестоко и мебелот паѓаше на земја, но за среќа никој не беше повреден во објектот, изјавил Коджи Накахара, службеник во градската власт на крајбрежниот град Хокуеи. Земјотресот предизвикал привремен прекин на снабдувањето со струја во 32.000 домаќинства, соопшти Чубу Електрик Пауер, регионалниот снабдувач со електрична енергија.
Времето денес беше претежно облачно со повремен дожд, дуваше умерен ветер, а наместа засилен ветер од југоисточен правец. Утринската температура се движеше од 4 до 11, а дневната од 10 до 16 степени Целзиусови. Повремени локални врнежи од дожд ќе има и утре, особено во западните делови од земјава. Утрешните утрински температури ќе се движат од 2 до 9, а дневната од 9 до 15 степени Целзиусови. Го следевте најновото издание на регионалните вести. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.